Европскиот парламент во рамките на априлската сесија денеска во Страсбург расправа по резолуцијата за напредокот на Македонија, базиран на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата од 2010 година. Документот, што на 16 март беше одобрен од Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент, го брани бугарскиот европратеник од групата на социјалисти и демократи Кристијан Вигенин, наместо Зоран Талер, кој поради корупцијски скандал поднесе оставка од функцијата европарламентарец и известуваш за Македонија. Со резолуцијата се бара итно отворање на пристапните преговори за членство и се изразува жалење што Европскиот совет не ги следи досегашните препораки на Комисијата и парламентот. Во резолуцијата, наместо македонски јазик се употребува општа формулација официјален јазик на државата, но на неколку места е користена придавката македонски за назначување на македонската влада или македонските власти. Вкупно се поднесени 9 амандмани и сите се однесуваат на името и користењето на придавката македонски. Грчките европратеници побара да се избрише од резолуцијата делот во кој се зборува за средбите меѓу премиерите на двете земји, како илустрација на добрата волја за наоѓање на решение за спорот со името. Европратениците е предвидено утре да гласат за резолуцијата.